Поречиси 45 години поминати во Австралија, 77 годишниот Ѓоре Митев поголемиот дел од годината го поминува во родната Македонија. Тој заедно со својата сопруга решиле да изградат Божји храм во штипското село Селце. Пред камерата на 24 објаснува дека за рекордни 3 месеци успеале да ја изградат црквата во селото од каде што потекнува, бидејќи како што нагласува, каменот си тежи на своето. За родната Македонија вели дека треба уште многу работи да се сменат за младите да не размислуваат за иселување. Младите, они би останале тука, ама ајде како да остане. Прво и прво види какво е селото. Кога беше дедо ми жив, беше поубаво него ли сега после 100 години. И тие работи сега, системот не работи, врските пријателски, доктори, ја многу пати на жена да викам, не де Боже, се разболеш тука. Ниту континентот од другата страна на светот, ниту годините поминати таму не можат да ја заменат носталгијата што го носи од Великден до Митровден назад во родното Селце. Вели, многу е тешко кога имаш два дома, но екзистенцијата и остварувањето на своите лични цели биле доволна причина пред 45 години да ја напушти татковината и речиси целиот свој живот да го помине надвор од границите на родната земја. Се живее таму како овде? Може ли да се спореди? Не може, стварно не може. Ама да си роден таму. Да немаш носталгија. Да срцето да ти е таму и душата, нели? Например, еве моите деца не ги интересира. Австралија средено е, системот и работе. Никој не се жале. Значи, многу работи имаш помош од државата, помош за воз, за струја, лекарство, превоз, болници, се е джабе преку државните болници. Многу не, споредбата е што ја знам. Тешко е. Не, далеко сме, не сме далеко. Иако во државата нема статистички податоци за тоа колку луѓе ја напуштиле земјава, но неофицијалните податоци велат дека Македонија во последните 20 години ја напуштиле најмалку 500.000 граѓани со желба за подобар живот во земјите на Европската Унија.